Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Председателката Гордана Силјановска Давкова попладнето се обрати пред Генералното собрание на Обединетите нации. Таа упати пораки за глобалните теми, но и за регионалните прашања, посебно во контекст на предизвиците на евроинтегративниот пат на земјава. Председателката укажа дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвора прашањата за историјата, културата и јазикот за кои бевме убедени дека се затворени со Преспанскиот договор со Грција. Геополитичката раседна линија минува и низ регионот на Западен Балкан. Процесот на македонското пристапување кон Европската Унија веќе 20 години е континуирано попречуван, но не врз основа на објективните копенхагенски критериуми, туку поради субјективни националистички причини. Најновиот ЕУ услов за почеток на нашите преговори е нова наметната промена на Уставот. Уставот, како лекс супериор и општествен договор меѓу граѓаните во Русова смисла на зборот, е највнатрешното прашање на секоја држава. Нашиот устав предвидува 4 предлагачи на измени: председателот на Републиката, владата, најмалку 30 пратеници и 150.000 граѓани. Јасно е дека овластен предлагач на амандмани не може да биде наш сосед, ниту Европската Унија. Укажувам дека условувањето на почетокот на преговорите со нови уставни измени повторно ги отвара прашањата за историјата, културата и јазикот, за кои бевме убедувани дека се затворени со Преспанскиот договор со Грција. Конечно, со конститутивните акти ЕУ себе си се дефинира како единство на различности и се обврзува да ги почитува културната и јазичната различност, националниот и културниот идентитет, дигнитетот и интегритетот. Како е можно тогаш од нас да се бара со сосед да разговараме и преговараме за нашата историја, култура и јазик? Европскиот идеал останува наша најголема инспирација и стратешка аспирација. Како држава посветена на добрососедството и на регионалната соработка, не сакаме спорови со нашите соседи. Она што го посакуваме е да се интегрираме во Унијата, но без дополнителни и посебни услови и со зачувано национално достоинство. Предупредуваме дека по војната во Украина, блокираната евроинтеграција на Западниот Балкан не е само политичко, туку е безбедносно прашање. Со затворената политичка врата за земјите од Западниот Балкан и широко отворената врата за влијание на трети геополитички центри на моќ, иронично е Унијата да повикува на отпорност кон нив. Лидерот на СДСМ Венко Филипче представи предлог резолуцијата за македонските црвени линии со која смета дека може да се откочи евроинтегративниот процес. Во неа го нема најавеното повлекување од преговарачкиот процес во случај на ново вето, ниту пак решение во случај на вето, а откако бугарите би станале дел од преамбулата на Уставот. Преку 10 точки и времена рамка за спроведување на уставните измени најдоцна до 10 февруари следната година, опозицијскиот лидер Венко Филипче ја представи резолуцијата со црвените линии за македонските интеграции. Јазикот, идентитетот, историјата и културните особености се црвените линии за кои не се преговара, стои во текстот. Според временската рамка, владата и премиерот добија рук најдоцна до 25 ноември да ги разгледаат сите амандмани од 2023 за внесување на бугарската и други етнички заедници во Уставот и да се изјасна дали остануваат на истиот текст или се предлага нов. Рок доби и собранието до средината на декември да ја започне постапката за уставни измени, а најдоцна до 10 февруари да се случи и гласањето за менување на Уставот. Истиот ден да се извести Европската Унија дека завршена е врската за деблокада на процесот, а со тоа му поставува роки на Брисел до 15 февруари да се одржи меѓувладина конференција и да биде отворен првиот кластер темелни вредности. Дека владата на Република Северна Македонија и сите државни институции доследно се придржуваат кон определбата за безусловно почитување на јазичните, идентитетските, историските и културните особености на македонскиот народ, како елементи за кои не се преговара со Европската Унија. И ова се нашите црвени линии. И сметам дека треба да бидат
црвените линии на целата нација. Република Северна Македонија е подготвена да ги исполни обврските од преговарачката рамка со ЕУ, вклучувајќи ги и уставните измени, со јасна определба дека е тоа последна пречка без прифаќање нови барања или прашања од билатерален и идентитетски карактер. Сите билатерални прашања со Бугарија ќе се решаваат во билатерални разговори и инструменти воспоставени меѓу двете држави на еднаква основа, без да се создаваат нови блокади на преговарачкиот процес. Наместо напуштање на преговорите доколку Бугарија постави ново вето како што побара пред еден месец, Филипче сега вели дека подобро решение е преку заедничко писмо на државниот врв да се известат европските институции дека е потребно безусловно почитување на јазикот, идентитетот и историјата како елементи за кои не се преговара. Ако сега седиме и се плашиме дека нешто можеби ќе се случи во иднина, еве гледаме дека ништо не се случува. Мислам дека ова подобра формулација, иако во некои од претходните резолуции има една таква формулација внесено, и сметам дека никој не може да се бори со нас на ова поле, ниту некој да интервенира во било кој од идентитетските одредници, јазични, културни, историски, ако ние сме обединети тука. Според СДСМ, резолуцијата е потврдена врз основа на сите досегашни стратешки документи, договори, иницијативи на собранието и владата. Предлог резолуцијата ќе биде испорачена до сите партии за нивни предлози. Филипче повика на национален консензус за државните позиции по преговорите со Брисел. Повика да не биде злоупотребена за изборни цели. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. А предлог резолуцијата на СДСМ вечерва коментираше премиерот Мицкоски, кому прво во очи му паднале неточни факти и лаги. Како ќе постапи власта на предлогот, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Да, владеачката ВМРО ДПМН ќе предложи вистинска резолуција за која, како што вели премиерот Христијан Мицкоски, ќе ги брани македонските национални интереси. Тој е погледнала резолуцијата понудена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но како што вели била полна со невистинити факти и лаги. Забелешки за понудената резолуција имаат и политичките аналитичари кои, како што велат, документот не понудила единство околу црвените линии. Сите детали ги гледаме во прилогот. Резолуцијата со црвени линии предложена од СДСМ е полна со фалсификати и лаги, смета премиерот Мицкоски. Тој вели дека документот се обидува да негира историски факти кои се однесуваат на македонскиот јазик. Забележува и дека новото уставно име на државата се користело за настани кога земјата се нарекувала Република Македонија. Се обидува да се негира еден историски факт и да се каже дека македонскиот јазик бил официјален јазик во Обединетите нации од 2019 година. Тоа е една монструозна лага, посебно во годината кога славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик и неговото примање во Обединетите нации како официјален јазик на тогашната Југословенска федерација заедно со српско-хрватскиот и словенечкиот јазик. Истовремено има неколку други фалсификати, а тоа е дека во 2005 година Северна Македонија не доби датум за почнување на преговори, туку доби Република Македонија. За дел од политичките аналитичари, резолуцијата на СДСМ не понудила ништо ново за создавање на единствен став во однос на црвените линии. Не постоел ниту механизам кој по внесување на бугарите во уставот ќе спречи нови барања од Софија. Значи, повлечено е секаква можност за некакво, напуштање на преговори, повлечено е секаква можност за создавање на механизам со кој со кој би се повлекло тоа прифаќање на бугарите во уставот. Едноставно, ние ќе прифатиме све на добра волја, па ако има вето, а најверојатно ќе има вето, никому ништо, ќе продолжиме понатаму. Заради бројните пропусти по локалните избори, своја резолуција ќе понуди и ВМРО ДПМН најави Мицкоски. Нејзина цел ќе била да ги заштити македонските национални интереси. И ние како ВМРО ДПМН, како одговорна државотворна партија, ќе направиме една вистинска резолуција, еве, како подлога ќе искористиме оваа резолуција и преку собраниските комисии, после завршувањето на локалните избори, ќе формираме така наречена македонска резолуција, која што ќе има за цел да ги штити македонските национални интереси. Нешто што за жал за СДСМ видовме во минатото дека не постои, а мене ми е жал што и овој претседател на СДСМ, како и неговите двајца претходници, продолжува по таа патека.
Инаку Мицкоски најави дека по нова година очекува интензивирање на решавање на спорот со Бугарија, а во процесот ќе се вклучи и моќна европска земја. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Радарот на Скопскиот аеродром од утрово повторно е функционален. Директорот на МНА вели дека изминатите 3 дена стручните служби деноноќно работеле радарот да биде ставен во функција, со оглед дека тимот од Италија кој требаше да помогне во надминување на проблемот во Скопје пристигнува денеска. Проблем стар 30 години е решен во рекордно време од само 3 дена, вели министерот за транспорт. Николовски прашува зошто се користи радар стар 3 децении, за кој веќе не се произведуваат ниту делови, додека нов радар скапува во дебото на Скопскиот аеродром. Вчера во 16:40 часот стручниот тим на МНАФ успешно го отстрани дефектот и ја врати радарската глава во функција. Значи, тоа се случи вчера. Меѓутоа, истата до денес, 25.9.2025, до 12 часот подлежеше на низа тестови, кои што се стандард при вклучување на таков уред во самиот систем за контролирање на воздушниот сообраќај. За временскиот период, додека радарската глава Банјски рид беше нефункционална, апсолутно во ниту еден момент безбедноста на воздушниот сообраќај не беше доведена во опасност. Зошто тој радар е стар 27 години? За истиот престанале да се произведуваат делови пред 7 години, односно на 20-та година од инсталирањето на радар, веќе не се произведуваат резервни делови и навистина е нарапна чудо како успеавме да најдеме резервни делови. И во исто време да прашам зошто претходната влада на СДСМ не го инсталираше, не го монтираше целосно новиот радар, кој што е пристигнат во Скопје од компанијата Леонардо и стои немонтиран. И еве да најавам дека на следната седница на влада, во вторник, ние ќе донесеме одлука со која што ќе пристапиме кон монтирање на радарот. Од 111 прегледани жители на Трубарево, после големиот пожар, вчера 11 се испратени на дополнителни испитувања на пулмологија. Лекарите од клиниката, кои вчера и денеска го вршат скрининг, од кај нив забележале поотежното дишење, стегање и свирежи во градите. Значи, тоа се пациенти кои што претходно имаат хронична респираторна болест, како астма или хроничната обструктивна белодробна болест. Дел од нив се пушачи и не ги земале редовно претходно препишаните лекови, така да нив ги упативме итно на клиниката за пулмологија да се јават и да се направат тие понатамошни диагностички процедури за да се процени нивната состојба и евентуално да се ревидира нивната терапија. Поголемиот дел од пациентите, освен печење на носот, печење на очите, печење во грлото, помалку стегање во градите, значи тоа се оние симптоми со кои што најчесто ќе се пожелат откако се случи пожарот за електронски отпад овде во Трубарево, така да тие поминуваат со едни општи препораки. Дел од пациентите кои што имаат веќе хронична болест, а немаат некоја позначителна тегуба, не им е влошена основната болест, за нив е препораката да се јават на редовна контрола кај матичен лекар и евентуално да се јават на пулмолог заради нивната основна болест, која што за среќа во моментот сега нема никакво влошување. Од утре стапуваат на сила казните, сообраќајните казни за пешаците кои на пешачки зборуваат на телефон или имаат слушалки, но и за тие што возат тротинет, велосипед или моторцикл за истите дела. Доколку од утре дури поминувате улица, користите слушалки или пак мобилен телефон, ќе бидете казнати од полицијата со 40 евра. Доколку пак се велосипедист, возите електричен тротинет или пак мотора, користите електричен уред, ќе бидете казнати со 50 евра. Овие нови измени спаѓаат во законот за сообраќај на патиштата. Значи на велосипеди, мопеди, мотоцикли и електрични тротинети за користење на електронски уреди, слушалки на двете уши, телефони, таблети и слично, како и глобите за пешаци кои користат такви електронски уреди при преминување преку коловозот и велосипедската патека или велосипедската лента, стапуваат во сила 8-миот ден од денот на објавување во службен весник. Дел од граѓаните се запознаени со законот кој што стапува од утре на сила, но дел денеска првпат слушна. Велат ќе го почитуваат бидејќи не сакаат да бидат казнети, а е добро и за нивната безбедност. Дали знаете дека од утре доколку користите слушалки или мобилен, напоминуваат улица, ќе бидете казнени? Знаеме. Как ќе го почитувате тоа? Па ќе видиме, сега ќе пробаме. Што мислите еве за овој закон, дали ќе ги подобри состојбата во сообраќајот? Па одма не, ама се надеваме дека ќе се подобри. Сега дознав.
Да? И што мислите за законот? Па мислам дека е добар, за да можеш да слушаш околината околу тебе, да не сме изгубени. Да, ми кажа од дома. Да, и што мислите еве за овој закон? Дали ќе го почитувате? Па да, почитувале. Дека ние ќе да сме казнети. Зашто да сме казнети? Ама не само тоа и за наша безбедност. Ништо, мислам дека се глупост. Зошто? Затоа што никој не може ништо направи ако има слушалки и доека вози. Ништо не му менува. Секако тоа е нов закон, мора да се почитува. Според новите членови во законот за велосипедистите или пак оние кои возат електричен тротинет или мотоцикл, за време на возењето не смеат да користат слушалки, телефон или друг вид електронски уред, бидејќи би им се намалила можноста за реагирање и сигурно управување со возилото, како и стабилноста. Пешакот пак е должен, кога поминува коловоз или велосипедска патека, да се движи и преминува внимателно, без при тоа да користи телефон, слушалки или смарт часовник, бидејќи би му го намалило вниманието додека преминува улица. Македонија е една од првите земји од Балканот која го воведува овој закон. Во Косово од лани пешаците кои поминуваат улица, користат телефон или слушалки се казнуваат со 50 евра, додека пак во Бугарија се разгледува воведување на ваква мерка. Со новите мерки властите очекуваат да се зголеми вниманието на пешаците и возачите, а со тоа да се подобри безбедноста во сообраќајот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Последните вести се во 23, дотогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.